Намалениот број на заболени од COVID-19 и олабавените мерки ги вратија на сцена и театарските представи. Во рамки на Скопско лето вечерва на отворено се изведува монодрамата Кармен. Нина Стефанова е таму. Нина, се почитуваат ли мерките за заштита од коронавирусот? Да, Наташа, со почитување на сите здравствени протоколи во тек 42-то издание на фестивалот Скопско лето, радува фактот дека се бара билет повеќе за импресиите на публиката и на самите организатори. Предлагам да ги слушнеме изјавите на Никола Глигаров, директор на Скопско лето, и на дел од публиката. Од страната на уметниците, кои што со нетрпение сакаат да се појават на сцената, да глумат, да свират, да ги прикажат своите ликовни дела и така натаму. А од друга страна публиката, благородната публика, која што секој пат сака да биде заедно со нив, да биде со уметниците, да ги поддржи, да ужива едноставно. Ние како организатори, како Дирекција за култура и уметност, како организатори на Скопското лето се обидуваме сето тоа да го споиме на некој начин, за да го дадеме задоволството и на едните и на другите. Откако почна целава оваа програма Скопско културно лето, жедна и гладна тргнав во освојување на сите настани кои што беа во програмата и еве до денеска на вистина голем број проследив. Она што ми остава впечаток за оваа година е големиот број на различни културни настани. Го посетувам редовно Скопско лето секоја година, најчесто и не одам на одмор во јули, бидејќи има тогаш Скопско лето. А инаку од март до јуни минатата година немаше никакви настани, а веќе од јуни натаму имаше и Скопско лето и други настани, така да редовно одам и на концерти и на Скопско лето. Во моментов во тек изведбата на монодрамата Кармен во режија на Дејан Пројковски. За аспектите кои таа ги загатнува разговарав со Билјана Драгичевиќ Пројковска и предлагам сега да го слушнеме разговорот со неа. Приказната е за една жена, малограѓанка, значи во игра се е малограѓанштината, лажниот морал, верувањата, неверувањата, значи сето она што го обкружува еден мал човек, како што е Кармен или како што е значи големиот свет наспроти една женичка која сонува живот како на филм. Така да во оваа представа може да се видат сите емотивни промени на било кој од нас, на било кој човек. Мислам дека многу луѓе ќе се препознаат. Во рамките на годинашното 42-ро издание на фестивалот Скопско лето се предвидени настапи на повеќе домашни и странски уметници, се разбира со почитување на сите здравствени протоколи и што поскоро враќање во новата нормалност и средбите со уметноста.